Александар Ристовски принц, добре дојде. Здраво, Марија, како си? Каде беше? Каде отиде? Па не знам, бев малку до Нептун, па пројдов нешто до Јупитер и така. Уствари заглавив на Сатурн. Се враќам секојаш тука, па макар и на пократки периоди. Од таму како изгледа овде? Не, од Сатурн се изгледа како да е многу тешко, меѓутоа кој си ја работи работата и кој не престанува да учи цел живот, сите тие работи што му делувале можеби преголеми или биле некаков баух, стануваат помалечки. А до Сатурн отиде ради прстен? Да, отидов ради прстен, ама сега не го носам со мене, ама прстенот е да не се комплексираат земјаните од сатурнски прстени. Си стои прстенот, да. Марија, значи, од моментот кога се запознавме, се издвојуваше од твојата околина, иако почетоците беа во, да кажеме, мејнстрим еден, ама не те задржа тоа долго. И од самиот почеток кога почнавме да работиме, не се наметна, туку бидејќи јас сум бил секогаш и автор на се што правам. Многу спонтано дојде да бидеш ти авторката на првата песна што нели после Фредежи. Да. Едноставно излезе песната од тебе и заедно ја направивме. Да, кога ти текнува, ја дојдов со Бојан, мојот тогашен дечко, ти дојдовме на врата и ти реков, абе ми свири у глава една мелодија и ти ка, добро мацо, ај влезете као со девојка ми сум. Не знам сега, тоа е многу одамна. И знам дека ти дојавме на гости и ја нешто као ти ја пеев песната. И тоа, знаеш, авторството е многу интересна работа, многу опширна тема. Меѓутоа, треба некако да нешто да те подбуцне. Мислам дека не кликнува со секој. Некогаш едноставно изведувач, некогаш со некои музичари се случува и заеднички да се инспирирате, знаеш, па дури и да е тоа некаква контра, нели? Сам во музиката контрата ја прави музиката, барем јас и сакаме такви работи. Кога мириса на тебе, имаше една монструмот или фантомот. Имаше, нешто со Едгар Алан По, таму, кој знаеш што сум во моментот што ми текнувало. Тогаш кога ги правеше тие песни беше ослободена од клише мелодии кои што се врзани за тоналитети. Да. Ги правеше како што ти доаѓа. Минатиот пат кога се видовме ми кажа дека се наобразуваш веќе теоретски. Тоа мислев со Сатурн. Дали тоа ти ги помеша работите во компонирањето, во авторството, бидејќи, знаеш, ние музичарите, колку да мислиме дека сме креативни, малце робуваме на оно што сме го научиле као теорија. Многу добро и битно прашањево и тоа е нешто што во моментов ми се случува интензивно и во таа смисла ми е како некаква втора младост. Во мојот случај затоа што јас не студирам на тој формален начин, нели да сум запишана на факултет на музичка академија, да морам да полагам испити, нели некому нешто да докажувам. Јас тоа го правам самостојно, секако со моите учителки, меѓутоа учењето или особено па свирењето инструмент е многу самостојна работа. Знаеш, ти сам мораш да посветиш време и јас се одушевив, значи мене музичката теорија толку ме интересира што ја веќе сите можни книги на сите јазици што ги зборувам, што ги најдов, си ги набавив, си читам, си прашувам. Неверојатно сум фатално привлечена од клавиатурите. Можеби малку доцнам со тоа, но мене тоа буквално ме ослободи, затоа што јас немам кому што да докажувам, нели не полагам испит, не мора да дипломирам. Јас едноставно со тоа што сега го учам, многу побрзо стигнувам до некои идеи, луди или не луди, што ги имам и од прилика знам што правам. Знаеш, тоа не виси така
па ја да не знам што е. На посвесен начин го правам тоа, меѓутоа не ми одзема ништо од, да речеме, некаква инспирација. Дотуша ја верувам дека инспирацијата не може да постои ако ти немаш концентрација, знаеш, предуслов за инспирација е концентрација. И така се случуваат песните, мислам ти веројатно тоа многу добро го знаеш. И дали мислиш дека на тој начин треба да е формулирано цело школство? Знаеш како, зависи зошто некој се запишал на факултет. Има луѓе кои што се запишале на факултет за да го работат тоа, нели, за да се вработат негде. Некои и двете. Знаеш, тоа треба секој за себе да знае која му била мотивацијата. Ја друго студирав. Меѓутоа, ова го студирам, знаеш, на некој друг начин и не ме ограничува. Јас си сакам и тоника, и доминанта, и нели пето, четврто, прво стапало, не е никаков проблем. Ама сакам и некои луди откачени акорди кои што, знаеш, не се у никаков тоналитет и можеби се далеко од некој тонален центар, како што ти самиот кажа. Ама пак тоа мора да звучи, знаеш, мора да има зошто е тоа така. Да, затоа Марија Каева најво се слуша на ноќна прошетка сам по улица. Не е толку за на журки и така да. Јас сум се трудела да бидам и можеби и да прозвучам и комерцијално и се. И не е дека немам, мислам, такви песни. Меѓутоа никогаш не ми успева тоа, знаеш, до крај да направам некоја таква комерцијална песна и ќе почнам нешто и пак зазвучува тоа. Значи, кога правиш нешто и ако бираш слушател или Марија Каева, кого да одбираш? Прво, додека правиш песни. Не знам, јас кога правам песни, тоа Марија Каева не постои. Не сум јас таа персона која што можеби луѓето си ја замислуваат кога гледале некој спот или ме слушале на радио како зборувам. Мислам дека кога правам музика нема тука его во таа смисла, има здраво его кое што седнало и рекло сега ќе се сконцентрираш и ова што ти просвирило во глава или идејата што ја имаш, ќе ја завршиш, затоа што може да ти текнат секакви работи, ама завршувањето на песната или на идејата е сосема друга работа. Во животот ти имаш работено од копирајтер до водител телевизија, на радио, реклами, па на синхронизации, на цртани филмови. И аудиокниги работам во моментов. Да, значи, истото тоа се пресликува и у музика. Значи, Марија Каева ќе ја слушнеш и во подпесна, во електроника, во джез. Каде не се наоѓаш највише или апсолутно не ги делиш работите на жанрови? Не, и не можам заради тоа што самото тоа што сум поминала многу долги години и сати во радио како радиоводител кој што исто така музички ја уредувал, нели, програмата. Не можам да имам, знаеш, ниту омилен бенд, нити омилен пеач или изведувач, ниту пак омилен жанр или албум. И сега можеме да збориме, знаеш, ама и тоа е долг муабет, различни декади, различни правци. Сега веќе, знаеш, почнав да ги делам работите на акустични инструменти и електроника. Знаеш, дојдов самата до некој таков момент и некако тоа ме влече сега, затоа што јас доаѓам од некое такво милје. Каева. И сме работеле притежно електроника. Знаеш, јас не сум имала прилика да имам контакт со акустични инструменти. Сум слушала, нели, као дете на радио, имало и класика и не знам, сме слушале и на 1 јануари, нели, виенскиот концерт и сето тоа, ама зборувам вака јас во моето искуство како изведувач и како автор многу поретко. И сега некако мене натака, знаеш, ме влече све, што не значи дека не работам и друг тип на музика. И
не знам како да не забегувам сега, ама мислам дека самото тоа што не сум имала притисок дека сега треба да се одлучам што ќе правам, можеби и затоа така звучат работите на кои што работам, затоа што јас не правам се сама. Има некои песни што сум ги направила сама. И ги сакам соработките со други автори, затоа што верувам дека тоа е добро, мислам, и за авторите, и за изведувачите, и дека се случуваат секогаш неочекувани работи кога има повеќе инволвирани, меѓутоа некогаш и сам си ја правиш песната. Види, кој било жанр да е, едноставно твојот глас лепи за звучник. Фала се, продолжи да ме фалиш. Таков ти е карактерот на гласот. И секој текст... Баритонка? Секој текст добива една поинаква димензија, смисла. На шо работиш сега? Искрено, сега завршувам некои проекти кои што се претежно акустична верзија. Работев некои експериментални песни кои што ги издадов на Bandcamp. Не знам дали сум ти пуштила, има една која што е така баш луда откачена кај што свирам јас како дивљам да не речам. И 14 минути испадна, значи не е во таа смисла, знаеш, ни по форма, ни по време траење поп музика, но има и вокал и текст. И би рекла онака моце театрално сето тоа. И не знам, не се ограничувам. Знаеш, имам некои песни што ми текнале, кои што ми стојат како идеи, па знаеш, си имам фази во кои што прво си работам дома со пијаното. Театралноста е твоја одлика. Па после идам во студио. студио. Со среден раст, чива идеја беше? Да, имаме, знаеш, баш слушав некои песни тамо што ги извади ти од фиока, што не сме ги издале, што не сме ги доработиле. Има таму цепки, знаеш, треба да се прочешла. Не можам ја, и знаеш, и сакам и да пишувам, мене ме влече тоа. Сакам и да зборувам, не знам дали забележа сега дека уста не затворив никако да стигнеш на ред. И тоа е од радиото доаѓа. И не случајно, мислам, сум се бавела со такви работи. И не случајно, кога ќе отпеам песна, можеби дикцијата ми е прилично добра, затоа што ми е истрениран гласот за зборување. И тоа е све исто тренинг, исто и како пеењето, нели? Беше интересно компарација на што викаме шутаут, како е на македонски, не знам. Кога снимивме песна која што сме ја снимиле пред 20 години. И да, 20 години. Слушаш вокалот пред 20 години, слушаш сега. Онака... Да, се слуша онака зрелоста, таму гласчето. Знаеш, ако мислиш на таа што пробавме пак да снимиме со нови вокали, да, во таа старата верзија поверно ми звучи искрено, ама тоа е као гласче, знаеш. Јас си викам, леле какво ми било гласчето такво, пошто јас себе си се доживувам за, знаеш, женски подлавов глас и сакам да пеам, не знам, у бас клуч обожавам да сум. Можам да идам и погоре, не е проблем, знаеш. Јас се чувствувам многу пријатно во, не знам, во регистарот на баритони. Мислам, не сум... Ти под рака со Сонја Исмаил? Да. Можам јас да бидам нежна, ама мислам дека нема потреба да се биде сега по секоја цена. Сам за себе се зборувам. Добре, кажи ми, во Германија поврзана ти е работата со музика? Не, меѓутоа работев на проект во Куклен театар, каде што беше врзано и со зборување и со пеење. Меѓутоа ја таму не се бавам, мислам, со музика. Можеби треба да размислам. Мислам, добро ми оди германскиот, да направам некоја песна на германски. Ама да не испадне после дека сум предавник, нели? А дали си размислувала за, дека имаш многу колаборации? Зошто да не имаш издание со избор од сите тие колаборации? Пошто не се официјално твои, туку се фьючерник. Мари. Да, имаш право. Тоа ако се собере, може да се направи некое такво издание. Инаку
Виж, не сум размислувала на таа тема, не ми текнува. Зошто мора да е твоето име прво? За да... Знаеш, тоа и некогаш знаеш, сум се размислувала, знаеш, и да издавам некако и музика Албум под Featuring псевдоним. Марија. Некогаш и пречи тоа, затоа што знаеш, еве конкретно таа песна Фројд е жив, и ниту јас, ниту ти можеме да се ослободиме двајцата од таа песна. И многу пати, знаеш, луѓе ќе кажат: "Еј, Марија, Фројд е жив." И ја викам: "Добро, сега, после тоа сме правеле со Александар и други работи, јас сум правела и со други луѓе со работки све, тоа како, знаеш, некако како да не постои." И таа песна некако не одбележува се уште и ја не можам да се отарасам од тоа, знаеш. Ма мислам дека тебе те слушав на некој подкаст као збореше баш на оваа тема, дека тоа е така функционира, дека една песна некогаш ќе те одбележува цел живот во перцепцијата на публиката. Тоа, не знам, во нашиот случај... Треба да научиш да живееш со тоа. Да, нема мора да друго научиме чаре. да живееме со Фројд е жив. Тоа е и... не знам, Така, исто ми се случува, значи да, си извадил уште 7-8 албуми, а пак ти викаат: "Абе, сањала за не супер ти беше, те нема." да, тоа. И или не знам, спотот нели беше многу као контроверзен, иако немаше ништо нели контроверзно во спотот. Па знаеш, луѓето цело време ми вика: "Леле, ти таму гола во кадата." Бе, викам: "Не бев ја во кадата. Александар беше во кадата, јас Умот го така и држев виде. со бебето." Да, и знаеш, цело време тоа е исто работа на перцепција, на како луѓето, знаеш, им останало нешто во глава. И освен тоа беше некој скроз друг период, кога телевизиите има сосема друга улога и сосема Нема моќ друга. Сега постојат телевизиите, не дека немаат моќ, меѓутоа не си ти како слушател, нели, како гледач, врзан со телевизијата за да гледаш некаков спот. Во тоа време се чекало на некаква музичка емисија, се чекало да се емитува мислам спот. дека малце телевизиите сами си ја одземаат таа улога, тргајќи ја музиката на страна и фокусирајќи се само на дневно-политички Или работи. на серии. И луѓето, да, и на серии, и луѓето веќе ја отпишаа телевизијата као место каде што треба да им се пласира нешто веќе од некого селектирано или некаков филтер проидено. Добро, ма еве затоа ти го правиш ова со Hitmaker. Не знам, ја не пратам многу, ама као делува како да е единствената емисија со некаква топ листа со баш онака телевизиски спотови. Од друга страна, социјалните мрежи, да кажеме, ако си изгуби смислата да вадиш албум, бидејќи не постои носач на албум кој што можеш да го ставиш, да го пуштиш, значи касета нема CD, плоча остана, и малку изгуби смисла вадењето на албум, затоа што ќе ти пропаднат 7 песни. Да. Дури со социјалните мрежи изгуби смисла и вадењето на спот, па и високо буџетен спот, бидејќи гледаат по 10 секунди. Да. Боле да вадиме само рефренчиња и толку, не ти треба строфа, не ти треба... Рилчиња. Толку, значи песна рилче, за да може да ја дослушаат. Треба рефренот да ти гласи: "Здраво, те сакам, крши глава." Толку. Да, и Кратки 30 секунди. Јас и себе се прашувам дали и јас го имам вниманието, како порано, кога слушам музика. И да, ми се случува да не можам да дослушам нешто. Меѓутоа, ако ми остави впечаток некоја ствар или некој албум и музика, јас слушам од почеток до крај. За да правиш музика, пред се мора да знаеш да слушаш. Па да, затоа те прашав дали иде прво Марија Каева или слушателот, бидејќи дали авторот или слушателот, меѓутоа авторот е секогаш првиот слушател. Токму така. Марија, фала ти многу што... Толку, ја што мислев, дојде.
Ја мислев ке надокнадиме, сега ке се зезам. Фала ти за поканата, многу ми е драго што ме покани, што се видовме. Знаеш дека тука само посебни луѓе доаѓаат кај нас. Да, забележав. Некои за зло ме зимаат, меѓутоа стварно сметам дека треба акцент да се даде на оние луѓе кои што стварно нешто значат и се нешто посебно сами по себе како појава. Добро, си повредил можеби нечие его. Фала ти многу. Фала да ти се на гледаме тебе. почеток. Се гледаме, Чим да. доаѓаш во Германија, брти. Да. Топ листата на Хитмейкер за оваа недела изгледа вака. На 10-тото место е Тања Станковиќ со песната Желби остварени. Многу љубов, како Божи поглед, кој дава спас. Од кога знам за себе, не знам друго, имам само една желба јас. На 9-тото место е Илија Димитровски со песната Мириса на шампон. Hej ty! Što si toliko uplet, a toliko student, a kako kocka let. Javen prevoz, a reći si nema, od svega te izgled. Суминато товаранец, арбајтен или легијан странец. На 8-то место е ПКМ со песната Крив правец. Крив правец, крив правец, крив правец. Секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, крив правец. Џабе ти овдека и да си интелектуалец. Крив правец, крив правец. Секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, крив правец. Џабе ти овдека и да си интелектуалец. Како време дојде за парче летепачка, брз живот, брзи пари, брза заработувачка. Имаат за коцка, но не за живеачка. Ристо крле, крпе живот, парите со текувачка. Денес играј, утре плати. На 7-то место е Гурки со песната Љубовен трамвај. Ништо освен нас, ништо знај не постои. Крај, љубовен трамвај. 6-то место е за Елф со песната Маченик. Ako si umetnik, večan predizvik, da li si platenik ili si mačenik? Ako si platenik, духовен давеник. При крај. На 5-то место е Даниел Дан со песната Ке се шекнам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноќва е На 4-то место е Санела со песната Те имам само тебе. Не би сакала да зборат ништо за нас. Љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога в душо ти си среќен. Тогаш среќна сум и јас, биди покрај мене. Те имам само тебе и ништо
На третата позиција за оваа недела е Александар Ристовски Принц со песната Ти. Ако ти не знаеш, твърде си тръгнал от денът, сигурно тогаш ти не би ни знаел къде би тръгнал по сонот. Ако ти не любиш, тук само би съркнал от недът. Лакомо, тогаш аз би те замолил, застани назад по редът. А аз, когато те гледам, си велам принц, за коя чест. Ти, живейки своите сни, сънувай ми, за мене нека се дни страдални. Ти имай си широки насмевки, за мене доволно е, що моя си ти. Ако ти не знаеш, твърде си тръгнал от денът, сигурно тогаш ти не би ни знаел къде би тръгнал по сонот. А аз, когато те гледам, си велам принц, за коя чест. Живейки своите сни, сънувай ми, за мене нека се дни страдални. Ти имай си широки насмевки, за мене доволно е, що моя си ти. Što moja si ti. На второто место оваа недела е Калиопи со песната Парам парче. Луда моја глава, луда среќо, не ме мачи ти. Кога зборови од мене течат како црни вулкани, и со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти. Кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во нив, се губам, немам здив. Никој освен мене, никој нема да биде крив. Ко најлудо не време, јас носам се пред себе. Ко скитник без свое сокаче, со срце парам парче. Луда моја главо, луда среќо, немој не ме мачи ти. Јас не можам да бидам сенка на некои туги светлини, и да се скршам на 100 парчиња, нема да е
животот ме научи и во пеколот има рај, ко најлудо не време. Јас носам се пред себе, ко скитник без свое сокаче, со срце парам парче, ко најлудо не време. Јас носам се пред себе, ко скитник без свое сокаче, со срце парам парче. Само абракадабра, ачиреба чирибу, хокус покус препаранту, што не чуеш ти си кошлогиран кактус. Дај микрофон и појачај тон, не ме зјапај коморон. Ко терористу авион, ке ти дада мирен сон на јужен крак од Пентагон. Вуду, чвари и кочо, така наречен фунду заедно со принц крал на Каприцке. Напра да се зависни од хип-хоп, R&B, мртен вици, висок шлиц, да ме сточ приц. Ху, баба, ху, пази се од Вуду. Ху, баба, ху, маскирани у фигу. Наплаши се, ела приближи се, тогаш клек ми поздрави се културно, каже мило ти е што го гледаш и да знаеш Бога ми и него му е мило, па у него има крв цело кило, швам да ти довтеме злато од срцом кашило. Ху, баба, ху, пази се од Вуду. Ху, баба, ху, маскирани у фигу. На првото место оваа недела The Fiction со песната Булевар. Brano moje, nego zapisujem.
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.